Добро вечер. Ново издание на Вестите од културата. Ова се настаните што ја одбележаа оваа празнична работна недела. Уште една млада и талентирана девојка минатата година ги освои симпатиите на публиката и застана на големата сцена. Младата Тијана Илова од Кавадарци свири на ударни инструменти, а препознатлива е по традиционалниот тапан. 20-годишната Тијана Илова од Кавадарци, студент на економскиот факултет во Битола, е вистински пример дека гените прават чудо. Од сите женски и машки внуци на дедото Спаса, токму таа ја наследила љубовта кон ударните инструменти и тапанот, кој станал низина голема љубов уште од најрана возраст. Со тапан и со музика се занимавам професионално веќе 5 години, а љубовта ја имам повеќе од мали нозе. Првата љубов ми е традиционалниот народен тапан, што најмногу го сакам, ми е најверен пријател, најверен другар. Свирам и други ударни инструменти, како што се кахон, тапани, конги, бонги, перкусии. Последниот голем настап, младата тапанџика Тијана, го имаше на концертот на групата Меморија, каде ја воодушеви многобројната присутна публика. Најголемиот настан во животот што ми е доживеан е концертот на Меморија на 16 ноември, што беше 40 години по повод групата Меморија. Првата изведба ми беше Параходот, а последната изведба беше песната Диролда. Преголемо искуство, чест и задоволство беше да се учествува на таква голема сцена, на огромен број публика со цела арена полна. Тијана веќе е горда на тапанот и на својот музички талент, иако вели дека на почеток не било така. Таа тајно морала да го краде тапанот на дедој, затоа што сите сметале дека тапанот е машки инструмент. Сите велат дека тапанот е машки инструмент. Кај инструментите и во музиката нема поделба. Ниеден инструмент не е поделен на машки, ни на женски. Може да е потежок инструментот за свирење, ама тоа што се сака се може. Затоа ги охрабрувам сите што имаат талент да не го кријат, како што јас сум го криела на времето дека тоа е срамно. Не е срамно, не е срамота ништо, дека може секој што сака, што има желба и што сака да свири на било каков инструмент, да си го искаже талентот и да продолжи со тоа што го сака. Вечерва со почеток во 20 часот на сцената на Македонската опера и балет ќе се одржи традиционалниот концерт по повод празникот Василица. Годинава се одбележуваат 30 години од првото одржување на традиционалниот концерт за Василица, кој првично беше презентиран како програмски концепт во 1995 година на сцената на МОП. И низ годините потоа стана препознатлив, популарен и еден од најпосетените настани кај нас. Па после 30 години, јас сум сведок и на првиот концерт, бидејќи тука работам од 87 година сум професионално ангажиран во оваа куќа. После 30 години мислам дека направивме една убава традиција која што кај народот е препознаена и едва го чекаат нашиот василичарски концерт, односно секогаш правиме по два, бидејќи луѓето сакаат да дојдат заинтересирани се да дојдат на овој концерт и констатиравме пред повеќе време, многу повеќе години, дека еден концерт е малку за да ги примат сите луѓе што сакаат да бидат присутни. И традицијата ни е да правиме два концерта со ист програм. Овој василичарски концерт сакаме да го прославиме со една посебна програма, односно оперска програма ќе биде, познати оперски арии, но гостите ќе се од Шпанија, ќе бидат тенор и сопран, од Мадридската опера и диригентот е исто од Шпанија, така да мислам дека ќе му дадеме посебен шмек на овој концерт и ќе има и малку програма од шпанското поднебје, што мислам дека ќе биде интересно за нашите гости, односно посетители што ќе бидат присутни на концертот.
Македонската филхармонија заедно со Софиската и Солунската филхармонија на 17 февруари во Софија ќе изведат на сцената кантатата Кармина Бурана од Карл Олф под диригентската палка на маестро Најден Тодоров. Овој проект беше договорен кон средината на минатата година на иницијатива на маестро Тодоров како своевиден символ на културната соработка во регионот. На концертот на 17 февруари сцената ќе ја делат музичари и солисти од трите земји, а првичната идеја е овој концерт да се повтори и во Скопје и Солун. Како солистка ќе настапи нашата сопранистка со интернационална кариера, блескавата Ана Дурловски, грчкиот тенор Николас Спанос и бугарскиот баритон Иво Јорданов. Ова не е првпат музичарите од балканските земји да реализираат заеднички проект. Во 2000-та година на иницијатива на Македонската филхармонија се реализираше проектот Балканска филхармонија, во која учествуваа музичари од сите балкански земји. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Повеќе нови содржини ви најавувам за утре во истиот термин. Ви благодарам на вниманието.